Луѓето кои што негуваат добри навики, редовно читаат книги. Одвојте барем 30 минути во денот за негување на оваа добра навика. Бидете джентлмени. Од книгите дефинитивно може да се научи многу, но од разговор со вистински джентлмен може да се научи уште повеќе. Докторе, како сте? Добро утро, добро сум, се чувствам добро и драго ми е дека сум гостин во вашата емисија. На задоволството е наше, верувајте, уште ни е подраго да сте гостин во нашата емисија. Дали од секогаш знаевте и сакавте да бидете хирург? Интересно прашање. Во раната младост и за време на своите гимназиски денови имав интерес за разни работи. Се интересирав за природните науки, за техничките науки, за политичките дури науки. Во моето време, кога јас завршив гимназија во познатата Скопска гимназија Корчагин, и да завршите со добар успех, со одличен успех таму, значи дека може да се запишете секаде и да завршите малтене се што се вели, нели? Значи спремни сте, имате еден широк диапазон на знаење. Што се однесува до медицината, се заинтересирав дури на крајот на средното образование, на гимназијата. Дури на крајот на средното образование? Да, токму така. Како што ви реков, се интересирав за повеќе работи и некаде пред запишувањето на факултетот во тоа време почнаа да излекуваат многу убави магазини, на некој начин така малку прозападно ориентирани, со прекрасни текстови, со прекрасни слики, кои што обработува теми од новите технолошки, научни достигнувања, и политички, и културни, и секакви теми, меѓу другото и од медицината. Како, например, Старт, не знам дали вие се сеќавате и некои други списанија. Тука се сретнав со повеќе интервјуа, нели, на повеќе познати доктори во тоа време и некако почувствував дека можеби тоа ќе биде правата работа. Особено што во тој момент веќе се навестуваше дека во медицината, нели, многу ќе навлезе технологијата и дека медицината со технологијата во една симбиоза ќе направат бум во следните неколку децени, што всушност и се случи. Да, го променија светот, навистина. Конкретно за медицина решивте ете крај на средно, а за хирургијата кога се одредивте баш дека јас ќе бидам хирург? Исто така добро прашање. Од моментот кога запишав медицина и се најдов на медицинскиот факултет, многу рано веќе ми беше јасно дека ќе сакам хирургија и дека ќе бидам хирург. Тука нема дилема. Така. Интересно. А конкретно за срце се одредивте покасно во вашата кариера или тоа знаевте некако дека? Па релативно покасно. Знаете, сакав хирургија која што ќе е специфична, која што ќе е тешка, знаете, ако веќе студирате нешто тешко, дајте да одиме до крај што е најтешко и да се оствариме на некој начин. Имаше една, две други алтернативи, меѓутоа генерално кардиохирургијата или како една целина, велам кардиотораци хирургијата во градниот кош, нели, ми беше од секогаш најголем предизвик и ете имав среќа да завршам таму. Steady hands, феноменот на steady hands или мирни раце. Така. Кога оперирате, мора да сте ладен шприцер, народски кажано. Така. Ви успева ли тоа често? Од искуство знаеме, се извинувам што прекинувам, дека сте еден од подобрите. Да, искрено ми успева, и тоа добро ми успева, иако јас во принцип сум емотивна личност, нели? Иако во принцип пред влегувањето во операционата сала и непосредно после излегувањето од операционата сала има толку работа, толку збиднувања околу пациентите, околу персоналот, околу студенти, околу се и се што. Меѓутоа моментите кога ќе влезам во операциона сала, главно се исклучувам и главно помирувам добро. И тоа е една специфична ситуација, кога едноставно ќе си кажете сега сум тука, готово и што е најважно треба да уживате во тоа. Ако работата ви е уживање, се останато ќе биде боле. Сакај го тоа што го работиш и нема да треба да работиш ниту еден ден. Точно така. Па дури да е вака тешка работа. Дури да е, да, сепак задоволството е задоволство. Сте студирале во Македонија, во Кувајт, Израел, Германија, да ако погрешам нешто слободно поправете ме. Така, јас студирав во Македонија, завршив специјализација по општа хирургија во Македонија, специјализација по торакална хирургија во Македонија и со оглед на тоа што тогаш немаше кардиохирургија кај нас, завршив специјализација по кардиохирургија во Германија, Швајцарија и Израел во трајни од 3 години. Искуствата таму? Искуствата таму се прекрасни, прекрасни за една навистина организираност во работата, за високотехнолошки напредни во тој момент клиники, каде што навистина поминав убаво и на универзитетската клиника во Франкфурт, и на универзитетската клиника во Цирих, и на универзитетската клиника во Бершева, Израел, на универзитетот Бен Гурион, а дури извесен период и во Софија, кај познатиот професор Чирков.
за да потоа во еден-два наврата повторно се вратам и работам во Германија и во последниот период 3 години работам, скоро 3 години работам во Галф во Кувајт. Во Кувајт? Да. Иако големиот дел од својот работен век го поминав токму тука на хируршките клиники. А моментално сте сега тука во Македонија стационирани? Моментално сум на клиниката за универзитетската клиника за државна кардиохирургија, каде што сум и професор и директор. А кој од овие места ви остави најголем впечаток за вас? Сите беа можда интересни. Не можам едноставно, не можам да издвојам, затоа што Средна Европа ја сакам. Организираноста, дисциплината на Средна Европа од секогаш ме воодушевувала и ја сакам. Израел е многу специфичен, а Галф, Кувајт и околните земји се уште по-специфични. Така да не можам да издвојам, искрено да ви кажам. А каде е најразвиена медицината? Што мислите според вас? Најразвиена медицината или подеднакво развиена е во Германија, Швајцарија, Израел скоро исто. А во Галф, со оглед на тоа што тие земји се многу богати и со оглед на тоа што имаат прекрасни болници под странски протекторат, лидерство, менторство, не би рекол дури и дека некои од нив заостануваат. Нели? Напротив, јас работев во една болница која што беше state of art во смисол на технологија, а во смисол на изглед и организираност хотел со 7 звезди и во лична собственост на емирот на Кувајт. Што правите, докторе, кога влегувате во операциона сала? Имате ли некакви ритуали, слушате ли музика? Што се случува со вас додека вие оперирате? Така. Пошто тоа се долги процеси, нели? Така, во принцип сакам да слушам музика, не секогаш форсирам да пуштим музика, меѓутоа кога моите перфузионисти ќе пуштат музика, многу ми е драго и често знаат и да ме погодат, нели? А непосредно пред операција обавезно јадам парче чоколада. Парче чоколада? Многу ме смирува и често сопругата знае да ми стави во тачна пред да одам на работа чоколада. Грижлива сопруга. Да. Слушате сите заедно музика или вие имате Не, сите заедно, сите заедно. Што музика се слуша најчесто? Па се слуша, но најчесто се слуша некој од овие популарните радија, така да по нивниот избор, нели? Знаеме понекогаш да пуштиме некоја класика популарно изведена, нели? Знаеме понекогаш да пуштиме некоја шпанска, италијанска или они од, нели, моето време знаат да ме погодат, нели, од крајот на 80-тите, почетокот, крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите, така да слушаме се, по сечи вкус. Да, а колку траат операциите? Тие се долги истоштувачки, нели? По Главно неколку се сати. долги операциите со оглед на тоа што има неколку сегменти во самата операција. Припрема во смисол на додека се отвори до тоа срце да се испрепарираат некои крвни садови потребни евентуално за реваскуларизација и така натаму, поставување на срцето на и плуќата на вештачка машина која работи за нив, а тие стојат, самата интервенција и потоа крајот, затворањето, велиме хемостазата да не крвари и така натаму. Неколку сегменти има и токму затоа тоа малку завзема време, отприлика по 4-5 часа траат операциите. 4-5 часа. Некогаш 3. Се случило ли некоја сега комична ситуација за време на операциите што може би е интересна за споделување со јавноста? Имате ли нешто такво? Немаме многу простор за комични ситуации во врска со самата операција. Меѓутоа комични ситуации меѓу нас во моментите кога се оди добро сме имале стално. Да. Се шалиме на смекта на некој од нас. Тоа е За добро. познатите за нас работи. Да. нели? А успевате ли да го одвоите професионалното од приватното додека оперирате? Додека оперирам секогаш. Во принцип, тешко малку, но успевам. Се трудам и успевам. Знаете, некои луѓе прават јасна дистинкција од она што е на работа и она што е дома. Да. Некои луѓе, како мене, јас сум малку поемотивен, малку потешко ја правам таа дистинкција, нели? Во сала секако заборавам на се, но и тоа во принцип од приватното и она што е на работа, ама сепак успевам да го менаџирам затоа што мора да се менаџира. А најдобро го менаџирам со трчање на средноводно секој ден. Можам да кажам дека ми е чест да седам на маса со човекот кој што ја направи првата трансплантација на срце во Република Македонија. Не малку околу тоа, како се чувствувавте, која е тежината да се направи тоа Так. и сите тие работи што ви Повеќе сакале. пати сум запрашан за ова. Видите, тоа некако дојде спонтано и некако дојде да не се премногу возбудиме и јас имам тим зошто. Подолго време имав идеја да го направиме тоа. Програмот на срцева слабост е екстремно потребен во нашата земја и ние почнавме со програм на имплантација на вештачко срце, па потоа трансплантација, за која што треба донори и тука се уште не сме доволно како што треба во земјата. Долго се бев и јас припремал, го припремав и мојот тим и заедно се припремавме. Во наводници вие сте спортисти, имавме суви тренинзи, нели?
некако дојде се спонтано од една страна, од друга страна, ако сте секој ден во градниот кош, а тие операции, па и трансплантацијата сте ги виделе или сте асистирале надвор, некако сето тоа доаѓа релативно нормално. И се беше релативно нормално до моментот додека тоа срце не зачука, нели? Одеднаш, каде среде Скопје, нели, за прв пат, и тоа беше веќе возбуда која што никогаш нема да се заборави. Тоа се вади старото срце и се става ново, буквално, нели? Така, да, буквално така, да. Колку траеше оваа процедура? Околу 3 часа. Многумина од вас ќе се сложат дека негувањето на лоши навики е многу полесно, но негувањето на добри навики ви носи среќен и исполнет живот. Негувајте добри навики. Виното е многу повеќе од обично складирано грозје што го уживаат обожавателите ширум светот. Тоа зборува за сонцето, земјата, винарот, традицијата. Виното е жива материја. Но виното е исто така едно врвно искуство во кое што треба да знае да ужива секој вистински господин. Затоа е важно виното да се третира со особено внимание од првиот момент, од изборот на шишето, преку мирисот, па се до последната капка. Но за да уживате на вистина во благородните капки, било да се тоа пенливи жолти, бели или црвени вина, треба да знаете нешто повеќе. Виното е благороден пијалок кој има богата историја во себе. Затоа треба да го почитувате и да знаете како да го конзумирате. И кога сте сами, но и во друштво. Иако навидум изгледа едноставно, послужувањето на вино има своји правила на кои едноставно мора да внимавате. Во продолжение еве дел од нив. При отварањето на шишето со вино треба да се внимава да не се пробие долниот дел од тапата, со што би се предизвикало незино одронување во самото вино. Доколку сте домакин, виното секогаш треба да го послужувате од оригиналното шише од кое што е купено. Процесот на преточување на виното од оригиналното шише се нарекува декантирање. Декантирањето се врши во специјални садови наречени декантери. Најчесто се декантираат по старите црвени вина кај кои се создава талок. Со процесот на декантирање исто така се врши и аерација на виното со што се истакнуваат вистинските ароми. Пред да ги послужите гостите, секогаш прво пробајте мала голтка од виното за да бидете сигурни дека е вистинскиот квалитет и температура. Виното се служи во соодветни чаши, изработени од тенко чисто стакло. Најдобро е да се избегнуваат гравирани или обоени чаши, затоа што оневозможуваат јасно да се види бојата на виното. Црвеното вино се служи во поширока чаша во форма на лале. Белото вино се служи во чаша која е благо затворена кон врвот. Пенливото вино се служи во високи и тесни чаши кои возможуваат да се развијат меурчињата од пенливото вино. Кога точите вино во чашите, свртете го шишето со етикетата нагоре, за да биде видливо и внимавајте да не го потпирате на самата чаша. Никогаш не исполнувајте чашата до врвот, туку само до половина или до 2/3, бидејќи во полна чаша виното не може да ја развие својата арома, но и на тој начин нема доволно простор за провртување на виното во чашата, со што се ослободуваат и интензивираат аромите. Кога ќе се уверите дека виното е во ред, тогаш веќе можете да започнете да го конзумирате. Држете ја чашата за вино за рачката или за штандот, така што топлината на вашето тело нема да ја зголеми температурата на виното и со тоа не го менува вкусот. In vino veritas. Во виното е вистината. Секогаш имајте на ум дека треба да се напиете добро винце. Тоа е джентълменски. На здравје, докторе. На здравје. Докторите обично народски кажано важат за строги и крути луѓе, што јас лично не се сложувам со тоа, но каков е Сашко Јовев кога работи? Видете, јас сум строг кога работам. Јас сум строг во однос на тоа како ќе изгледа интервенцијата, па до некој дури перфекционизам, строг во однос на организацијата на работата на мојата клиника, во однос на помладите колеги од кои што она што се очекува на вистина да учат, нели? Дури би бил и построг, меѓутоа не знам како ќе се разбере тоа во нашите услови. Така што строгоста е работа која што на вистина е убаво да се практицира за да се оди како што треба. Или едноставно кажано дисциплина, нели? Едноставно кажано. Дисциплина, што еве еден джентлменски муавет, мислам дека кај нас дисциплината изостанува во сите области и сепак мислам дека ете ние сме тие кои што сепак треба да ја подигнеме таа свест за дисциплината да дојде на едно ниво. Па не зборувам војничко, но сепак треба дисциплината да се негува и да се подигне на едно повисоко ниво. Кога ќе кажеме доктор,
асоцираме на бели мантили, на зелени одела. Какви сте приватно? Сакате ли приватно да негувате добар стил и добар изглед? Па да, сакам колку што можам. Како што пред малку ви споменав, премногу сум зафатен во моментов, меѓутоа во минатото сум се обидувал и сум го негувал колку што можам и се надевам дека ќе продолжам да на некој начин се подобрувам и во тој смисол, нели? Се трудам да бидам физички активен, се трудам да се одржувам, нели? Ви споменав дека често трчам на водно, до средноводно и назад, не често, практично секој ден, и се обидувам да она што ќе го облечам биде прикладно и симпатично, нели? Оперирате во зелени одела? Да, оперираме во зелени одела. Цело време во зелени? Да. А имате ли моден детал, ракавиците да бидат исто зелени или бели или нема врска? Нема врска. За тука не се негува тоа. Тука не се негуваат тие модни детали, да. Да. Дали сметате дека за да се биде успешен во кариерата и пред се во животот треба да се негуваат тие добри навики за кои што зборуваме? Апсолутно сметам дека треба да се негуваат тие добри навики за кои што зборуваме. Навики во прв ред на дисциплина, самодисциплина, навики во смисол на точност, навики во смисол на искреност кон себе и кон останатите, навики во смисол на работа и само работа, навики во смисол на алтруистичност, сето тоа засолено со одредена доза на хедонизам. Да, хедонизмот е неминовен во джентлменството. Кои се за вас вистинските вредности, докторе? Вистинските вредности во животот? Има малку, во прв ред фамилијата, работата и големиот круг на искрени пријатели на кои што навистина сакаме да им посветуваме време и да ги негуваме. Како се релаксирате во текот на денот, после работата или пред работата? Кога си доаѓате дома, да кажем, што ве опушта? Па дома ме опушта времето поминато со мојата фамилија, нели? Особено времето поминато со фамилијата за време на викендите, кога знаевме, особено пред короната, нели, да одиме некаде. Многу ја сакаме планина, море, сакаме и така натаму одмори. Не опушта музика, нели, не опушта смеење и шали со мојата сопруга, со мојата ќерка 12 годишна, нели? И кога таа ќе се посвети веќе на својот дел од работата или навечер покасно ќе заспие, тогаш можеби да седнеме со сопругата и пака да испиеме чаша црно вино со малку сирење, нели, или пак некоја лесна вечера, која што таа многу добро знае да ја приготви. Вистински хедонизам. Да. Сакате да патувате, докторе? Сакам многу да патувам. Сум патувал уште од мали нозе со своите родители, потоа како студент. Не знам дали се сеќавате вие, сигурно не, на оние интеррейл карти, кога со оние ранци со шипки патувавме по возови низ Европа и така натаму, нели? И особено во последно време, последните 10 години со својата сопруга и ќерка, со кои што поминавме многу дестинации. Мислам, надолж и попреку Европа, голем дел од Северна Америка, Блискиот Исток, одредени делови од Северна Африка и Израел во кој што живеевме. А повеќе преферирате планина или море? Или тоа зависно од Искрено да ви кажам, јас бев човек од море и така ги навикнав моите. Меѓутоа, во последно време, дали тоа има врска со старењето, не знам, повеќе ми одговара планината. Ја имате една од најодговорните професии дефинитивно. Како се доживувате вие себе си? Како доктор, како еден од најодговорните луѓе во својата професија? Сепак вие сте и лидер на тим, предпоставувам. Така, јас сепак се доживувам како обичен граѓанин, посветен граѓанин, совесен граѓанин, нели? Јас, како што ви кажав, заради своето усовршување во странство, нели, во областа на срцевата хирургија и другите хирургии и заради својот престој со работа во странство, имав дури и можност да останам на повеќе пати надвор, се одлучив да се вратам и се одлучив нешто да направам за нашава држава, нели? Многу е потешко да се направи тука, отколку надвор, де факто, но секогаш велам, колку и да направиме големи работи, ние сме сепак обични граѓани и секој колку повеќе направи во својот двор, толку ќе допринесе за државата. Треба да сме сите такви, да гледаме, да средиме својата институција, својот двор и да допринесеме да целото општество и целата држава оди напред. Само така, ако во секој сегмент работиме како што треба, сите ќе одиме напред. Да, тоа е голема вистина. Често пати говорам за тоа, можеби ќе станам и малку досаден, но тоа кажувам дека колку и ние да имаме титули, што и да направиме во животот, кога навечер си легнуваме, треба да си легнеме ние како
табула раса, без ништо, затоа што човекот внатре легнува, нели? И да не заборавиме дека, како што кажав и во претходната емисија, мементо мори, ние сме сите пред се смртни. Тоа не треба да се заборави. Така да ви благодарам за добриот совет што ми го кажавте, сепак ние сме обични граѓани на крајот на криштата. Така треба да се разбереме. Да, затоа што супер е тоа ние што вложуваме во себе. Да, но Така. колку simplicity is perfection, Токму да така. не дробам многу, Едноставноста едноставноста е перфекцијата. Апсолутно. Да наздравиме за тоа. Што представува, докторе, за вас зборот джентлмен? Како вие го доживувате тоа? Видете, од два аспекти го доживам. Прво треба, најверојатно се работи за машка особа, најчесто, нели, која што треба да изгледа добро, во смисол да е прикладно и добро облечена за одредени ситуации, одредени пригоди. Да го негува, нели, својот физички изглед и своето тело од една страна. Од друга страна, една дузина на особини, кои што се во суштина прекрасни, а се поретки, во смисол на честност, искреност, љубезност, отвореност, особено љубезност кон понежниот пол, нели? Тоа само по себе се разбира. Да. И самоувереност, голема доза на самоувереност, со одредена скриена доза на дигнитет, а она што е најважно за мене е следново. Секогаш да го има правиот одговор и секогаш, еве на англиски кажано, да знае што е right or wrong. Да, точно. Ме замисливте затоа што ги кажавте сите точни работи. Значи тоа би требало да се направи еден список како што е правиот джентлмен и тоа да се пропагира. Навистина е добро. Тоа го има и во книгата што претходно ја читав и ја гледав. Водит за джентлменството, навистина е интересна книга. Имате ли вие пример за вистински джентлмен? Еве кога некој би ве прашал кој за вас представува вистински джентлмен, да кажете тој и тој име и презиме. Од историјата па се до денес, не мора да е жива личност, не мора да е сега тука. Како урнек некој да народски кажа. Тоа е исто така добро дефинирано, затоа што се поретки се джентлмените денеска. Се потешко можам да издвоам некој кој што е джентлмен. Токму затоа оваа ваша емисија јас ја разбирам како едукативна. Дај да се вратиме на джентлменството, дај да посветиме внимание на тоа што треба да се биде, нели? Вид во изумирање е дефинитивно, затоа ние го правиме тоа. Дефинитивно. Пази, ние растевме во, јас повторно ќе споменам, крајот на 80-тите, средината на истите, почетокот на 90-тите, растевме со многу уметност, многу прекрасни филмови, со филмовите на Оливер Стоун, Стивен Спилберг, Ридли Скот, филмовите на Брайан Де Палма и така натаму, со многу музика која што беше на вистина, со вистинска содржина, не знам, Dire Straits или Queen или некои други автори, нели? Знаевме да одиме во театар како студенти, беше време кога се создава убави представи кај нас, како Лет во место, Среќна нова или не знам, нели? Меѓутоа, од друга страна, знаевме да гледаме многу филмови што ги гледаа нашите родители. Од типот на Бална вода или Доктор Живаго. Јас многу сакав да гледам филмови од 50-тите и 60-тите години. Филмови со тематика од почетокот на 20-тите или крајот на 20-тиот или крајот на 19-тиот век. Било играни, било документарци. Секаде ќе видите многу джентлмени. Да. Вистински джентлмени. Тие имаат држење, тие се облечени во одела, може да се сосем сиромашни, вие не знаете каде живеат. Дефинитивно. Нивниот изглед и нивното однесување е вистински джентлменски начин на однесување и изглед. Што значи дека ако барам джентлмен, ќе го барам во минатото повеќе отколку сега. Така. Со ова што ви го споменав за нас и за мојата генерација, сакав да кажам дека ние имавме шанси да се развиеме во джентлмени. Не до крај успеавме заради едно општество во транзиција кое што едноставно ги искриви вредностите. И повторно ќе кажам, токму затоа би го барал во минатото. Дали би го барал помеѓу некои глумци, во смисол на некој си Марлон Брандо, Орсон Велс, Да. Хемфри Богарт, дали би го барал во Кларк Гейбл. лицето на некој, Гейбл, во лицето на некои политичари, нели? Од типот на, иако во историјата не велувам дека многу ми се допаѓа Черчил или некои други, нели? Сепак таму би го барал. Да. Не разбирате се? Или некои научници од тоа доба, особено крајот на 19-тиот век, нели? Значи, таму од прилика би го барал вистинскиот джентлмен и би бил пресреќен ако некако некои карактеристики на тоа време се вратат. Дали сметате дека во вашата професија, во нашата држава постојат джентлмени? Вака постојат. Имаше одреден период на криза
во джентлменството во нашата професија. Јас долго време работам во оваа професија и постоеше одреден период на криза кога едноставно во даден период не си верувавме еден на друг. И тоа повторно се враќа джентлменството во нашата професија, се повеќе, зашто сум сведок и зашто сум многу среќен. Джентлменство во смисол и на поддржување едни со други. Да. Не само на однесување. Па тоа е тоа, кога имаш кој да те поддржи искрено и вистински, поготово во својата професија, тоа е тоа. Говоревте за едно време кое што порано било, джентлмените биле порано. Да, еден джентлмен не смел да си дозволи да не го познава говорот на телото. Секој еден гест со еден прст, тоа значело нешто. Што повторно ќе кажам, сега не е случај. Годините одат нанапред, светот оди нанапред, а джентлменството се уназадува. Така да мислам дека ќе постигнеме нешто со вакви луѓе како вас, да ги едуцираме луѓето кај нас и да ја подигнеме свеста на тоа джентлменство. Без кои 5 работи, докторе, не можете да го почнете или завршите денот? 5 работи? 5. Ајде да се сетам. За неколку работи сигурно знам. Сигурно знам за едно добро еспресо наутро со мојата сопруга, кога што малата се уште не е станата, нели? Кога навистина знаеме да си направиме убав муабет, план за денот, нели? Стратегија за тоа како ќе го поминеме денот. Не можам да го замислам без спорт и без она мое традиционално трчање до средноводно и назад. А кога одите на водно, во кој период? Во топлите периоди, пролетните периоди одам пред работа во 6 часот, а во зимските периоди одам после работа доколку се уште има денска светлина и можам да стигнам. Да. Не можам да го поминам без тоа да секако се појавам на работа без разлика дали е викенд или празник, или барем да се слушнам и во детали да слушнам што се случува од моите помлади колеги. Не можам без да заедно со сопругата се порадуваме на нашата мала керка Матеја и помогнеме околу училиштето, иако таа не бара помош главно, нели? И денот секако со сопругата, нели, која што исто е уметничка душа, таа е архитект, нели, а може да се бави со дигитална уметност, со фотографија и така натаму, го завршиме, нели, со една експертиза на тоа што сликала во текот на денот, нели, или што би сакала да направи во која изложба да учествува, и потоа да седнеме со најчесто полно црвено вино, тврдо сирење, па нека биде обичен бри, нели, француски. Понекогаш можеби со суво црвено и полномасно сирење, нели? А да не зборувам ако имаме касна вечера, многу обичаме што се вели риба, нели? Со некој савињон бланк и така. Во секој случај еден покрај друг со еден така отворен, интимен и сериозен муабет и обавезно со вино. Виното никако не го пропуштаме, барем малку во текот на вечерта за поубав сон, нели, и за опуштеност. Еден вистински джентлмен никогаш нема да си дозволи да не ја спомне својата подобра половина, својата љубов во животот. Учете од ваквите луѓе и мене ми е драго што навистина во толку кратко време научив толку многу од вас. Ви благодарам што ми бевте гостин денес, докторе. Ви благодарам на поканата и чест ми беше. На здравје и ќе се видиме во наредна прилика. Јас ќе бидам хируршки јасен и прецизен. Негувајте добри навики за среќен живот. Позади секој успешен маж стои уште поуспешна жена, а покрај секој успешен водител седи уште поуспешна водителка. Ведрана. Ти благодарам со ова, најава ќе помислам дека двајцата сме водители. Да. Ама како што одамна не сум била гостинка нигде и морам да ти признам дека имав малце трема кога ме покани во твоја емисија и многу ми е драго. И ти благодарам. Чудно ми е да ти кажам ти да имаш трема, но ете како и да е, морам да те пофалам дека одлично изгледаш. Ти благодарам, така и се осеќам, веројатно се тоа што го осеќаш однатре се гледа и однадвор. Доаѓа пролет, па зашто да не викам, со сонцето мора и посветли бои. Ведрана е предвестник на пролетта. Буквално така. Ја порано си велев дете на сонцето. Дете на сонцето. Па да, добро е тоа. Сакав да кажам, често користам една поговорка, облеката е само начин да се изразиш без да проговориш. Еве ти без да проговориш ни донесе позитивна енергија во нашето студио. Апсолутно е тоа така. Јас со Елена Лукас работам со години, секогаш кога зборуваме за модата, кога зборуваме тоа. Првично, колку и да не сакаш, секогаш еден човек или жена ти остава впечаток со гардеробата. Значи, зборувам многу за неговиот карактер. Како се однесува понатаму, се енергија, муабетот понатаму и така натака. Да, види, нема втор пат за прв впечаток никогаш, така да првиот впечаток е многу битен. Како си?
Одлично сум, мислам дека подобро не сум се чувствувала никогаш. Баш ми е драго. Иако е вакво време сега со корона и сето, јас можам да признам дека стварно добро се осеќам. Види, тоа е од внатре, сето од внатре, да не дозволиме тие надворешни фактори да влијаат на нас. Баш напротив, ова е време каде што треба доста работиме на себе и веројатно тука оваа година дена баш поработив на себе и го осетив се тоа што требаше да ни го донесе короната. А ќе осетим изле уште една како што тргна. Уште една. Значи уште треба да поработиме на Да. себе, малку ни ова. Да, баш така. Ведрана, што представува за тебе поимот джентлмен? Па джентлмена веројатно за не само за мене, него за сите исто. Значи поим за господин, за човек кој што има манири. Прво е воспитан од дома како што треба, знае да се однесува во секое време, во секоја ситуација како што треба, да ги почитува сите луѓе околу него. Мислам дека многу пати погрешно се поимот джентлмен се користи само за луѓе, например, кои што имаат пари или некоја титула, меѓутоа не е така. Може да имаш пари, да немаш никакви манири. Да се однесуваш добро со тие што се соработници, да не се однесуваш добро со келнери или со луѓе од улица. Така што верувам дека тоа е унифицирана дефиниција за джентлмен. Сметаш ли дека Македонија има джентлмени? Има и тоа како, меѓутоа се веројатно повеќето се од постарите генерации. Не зборувам постари сега и над 40-50, меѓутоа и вие сте, мислам дека 30 години ми рече дека имаш Да. и од вашите генерации, од нашите, и јас имам 30 и нешто, дека има господа, меѓутоа мислам дека најмногу тоа се потекна прво од дома, мајките, од татковците како ги воспитуваат, па понатаму си ето општеството и на крај како се градат сами како личности. Ако има. Види, јас викам дека джентлмените и нашава емисија тоа го пропагира, дека джентлмените се еден вид на изумирање и еве ние со емисијата и со вакви гости пробуваме тоа да го подигнеме и да ги вратиме, да ги спасиме од респиратори, баш тој вид на изумирање. Кажи ми, дали сметаш дека кај нас мажите негуваат добри навики? Веројатно за такви работи не може да се генерализира. Има многу мажи кои што негуваат добри навики, но се многу малку такви мажи и ви ја поздравувам емисијата, многу добра порака има. И на нас жените кои што секогаш имаме проблем со наоѓање на партнер во животот, баш заради тоа што веќе многу малце луѓе останаа кои што имаат манири, ни правите голема услуга и се надевам дека нешто ќе научат од оваа емисија. Задоволството е наше и се надеваме дека ќе помогнеме. Што Ведрана прво заприметува кај еден маж? Што забележуваш? Па веројатно како што веќе споменавме, тоа е не е толку гардеробата колку стилот, како се облекува, како ги комбинира нештата да кажам. Тоа што секој си има некој одреден стил. Потоа фигурата, одот, секогаш веројатно го гледаш некој оддалеку како се однесува. Потоа односот спрема другите луѓе ми е многу битен и како неговите пријатели и блиски луѓе се однесуваат со него. Понатаму имам ретроги работи, сега да не издавам се. Да, така е. Одлично. Која конкретна особина кај еден джентлмен може да те привлече? Сега и тоа го откриам. Нешто Има може многу кандидати. покани, за мажење, нешто не сум баш расположена периодот за такво нешто. Не за друго, затоа што на 30 одма почнува општеството да те притиска како ајде, кога ќе се мажиш. Да, што чекаш? Да, зошто па после и ќе се омажиш, можеби после ајде дете кога. Така што не го врзам јас тоа со годините, веројатно мислам дека енергетски кога ќе ме стрефи некој кога ќе го видам и ќе речам тоа е тоа. Тоа е тоа. Не знам дали има само една особина. Веројатно сакам луѓе кои што добри, да веруваат на тоа ниво во енергија како што јас верувам и веројатно ќе го осетам. Да. Повеќе. Затоа што многу пати ми се случило да ми се допадне особа која што не била претходно во мојата глава како дека таква особа би сакала јас. Некогаш после да испадне дека нешто сосем различно од тоа што сум замислувала. Со што го почнуваш денот? Кој ти имаш ли некаков ритуал, нешто конкретно? Само немој кафе да ми кажеш, пошто сите ми викаат кафе. Кафе, па јас силам сок. Прво сок од портокал, тоа ми е навика, после кафето следи, меѓутоа од кога не конзумирам цигари, веќе кафето можам и да не го пијам, не ми е толку дека морам. Така што седам сок, пијам вода. Ништо специјално и просто гледам нека физичка активност да направам. Водам да трчам или да вежбам, нешто или читам. Как? Се трудам, извини што прекинувам, во последниве неколку месеци да не биде тоа земање на телефонот и трошење следните 15-20 минути за седење на Инстаграм или на Фејсбук. Стварно се трудам. Негуваш добри навики, а ние имаме кампања за негување на добри навики, така да се надевам дека ќе излечат поука од ова и ќе почнат да ги прават работите што ете ти си почнала да ги правиш. Ќе почнам и јас нешто да применувам тоа. Мило ми беше што ми беше гостинка и остани ведра како што си. Остани таква како што си и шири позитивна енергија наоколу.
Ти благодарам многу што ме покани. Моја обврска и одговорност према името е да останам таква, така што ти ветувам дека ќе останам ведра и позитивна и понатаму. Се гледаме во наредна прилика. Секако. Ти благодарам. И најдолгиот пат почнува со првиот чекор. Верувајте во себе и во своите сништа.